Зоран Ангеловски е избран за директор на новата оперативно-техничка агенција во која ќе бидат сместени свичовите за прислушување. Неговиот избор денеска беше едногласно усвоен на Собраниската комисија за избори и именувања и остана уште да биде изгласан на пленарна седница во Собранието. Бидејќи никој не бе разбор предлог одлуката, ја ставам на гласање, ве молам кој е за. Дали има против? Нема. Воздржани? 1. Со еден глас воздржан констатирам дека Комисијата за прашање на изборите и именувањата го утврди господинот Зоран Ангеловски од Скопје, дипломиран на Факултетот за безбедност, да биде предложен до Собранието на Република Македонија за директор на оперативно-техничката агенција. Зоран Ангеловски дипломирал на Факултетот за безбедност и самозаштита. До 1990-та работел како телекомуникацијски техничар во Министерството за одбрана, а потоа до 1998-та бил инспектор во Управата за безбедност и контраразузнавање. Од УБК Ангеловски заминал во Агенцијата за разузнавање, каде бил инспектор во оделот за тероризам. Во 2005 година Ангеловски го менува државниот со приватниот сектор. Тој бил вработен како директор на одел во Телеком до 2008 година. Сега Ангеловски ќе го раководи реформското тело кое ќе треба да гарантира дека повеќе нема да има нелегално прислушување. Во новата ОТА ќе бидат сместени свичовите за прислушување, а луѓето вработени во агенцијата ќе бидат одговорни единствено за нивно приклучување, без да знаат кое лице се прислушува. Вработените ќе мора да добијат писмен налог од обвинител за да го извршат приклучувањето, а во налогот лицето кое треба да се следи ќе биде заведено со број за да се анулира можноста вработените да дознаат кое лице е следено. Според власта, овој модел може да гарантира дека повеќе нема нелегално да се прислушува. Граѓанските организации пак настават дека пристапот до метаподатоците овозможува и следење. До овој момент, се уште јавноста не знае каде ќе биде сместена новата агенција која нема да биде дел од МВР, а беше една од клучните реформи во безбедносниот сектор.